Стотина жители на општина Карбинци денес преку протест бараа да се одземе дозволата на компанијата Джоле Транс од Таринци. Истата компанија веќе 3 месеци од коритото на Брегалница исцрпува песок покрај нивните ниви, што на нив им донесе огромни проблеми. Значи, над 300 приколици песок носе. Товара песок, камионот остае, однесе го тај, другиот го остае, ги оди ми се, шо се? Продава го песокот, носи у аргулица, носи по селата. Јас секој ден го гледам тоа. Па мислам, джигерите ми се превратуваат. Во нивите што си наводнуваме бавчичка да искараме нешто производство, да посадаме нешто. Вода не ни е направил, он не да ни овозможе канал да дое вода да имаме ние, да можеме да наводнеме како земјоделци, вај народ да остане тука. Горни балван, тука имат ниви до горе, треба да се снима и гумата горе па наскоро. Онако падни и асфалтот, главниот пат ќе го однесе. Разбираш, тоа толку е уништено на нула веќе. Нема што да збореме на плачки ми тера. Страдаме ние имаме ниви до реката, не можеме да ги наводнуваме. Денешниот протест е втор во последните 3 месеци, што потврдува дека тие имаат сериозна намера овој проблем да не дозволат од оваа да се пренесе во идната година. Значи ние сме тука собрани дефинитивно да се најде начин да и се одземе таа дозвола и да си одат. Значи мораме да обстанеме, мора да се држиме сите, народот се тука што ги гледате, поголем дел на работа што не може да дојдат. Можем да го докажам тоа со потписи, значи имам собрано, значи некаде околу 250 луѓе. Незадоволството на земјоделците од Карбинци стигне и до локалната самоуправа, од која тие побараа да застане на нивна, а не на страна на компанијата. АД Водостопанство на Република Македонија има склучено договор за продажба на наносен материјал, песок, чакал и камен од речните корита на компанијата Джоле Транскоп од Штип. Во овој дел, општина Карбинци воопшто не учествуваше во давање на било какво мислење. Врз основа на реакциите од граѓаните ги извести сите надлежни државни инспекторати. Овој став на локалната самоуправа од Карбинци најавува дека Джоле Компани ќе продолжи со својата работа, а кај земјоделците ќе продолжи незадоволството. Како ќе заврши е неизвестно, но поединци зад камерите на телевизија Стар велат дека во иднина не е исклучено тие да организираат своји стражи и присилно да го сопрат ископот на песок и на тој начин да ја заштитат својата екзистенција. Инаку водата на Брегалница од Карбинско ја очекуваат неколку стотини хектари најплодна земја, која без наводнување не вреди ништо.